slava Božja Sino, da se proslavi. Prijatelj, od naš Lazar Dojdem skoro. Ajde. Dođem skoro, dođem skoro, dojdi mili Isuse, moje srce. Dojdi Isuse, moje srce. I veke dojdam skoro, i so mene otplata, se komu gledam spored telaka, koliko ljubav srca ta. Se komu gledam spored telaka, koliko ljubav srca ta. Ko je žeden, neka dojde,
од живата вода дару, сакам мил Исусе. Алелуја, 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 слава тебе Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слуша звук. Татко небесен, Татко на сите, Господе наш, Господи Исусе Христе, и денеска се собираме во името на Твојата љубов. Ние ги отвораме нашите срца и ти благодариме што ни носиш нови луѓе жедни за Твојата љубов, која никогаш не престанува. Ние ги отвораме срцата, повикуваме кон Тебе, Господи Исусе Христе, дојди во секое срце во оваа заедница, во овој собир на Твојата љубов, во овој молитвен дом. Согласни сме и бараме да слезе пламенен дух од небесата, да не освети, да не исчисти, да ја примиме Твојата сила, и согласни сме и велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Ние сакаме да ја примиме Твојата сила, Ти да управуваш со нас, да не исцелиш, да не возобновиш, да не родиш од озгора во дух и вистина, да можеме од десната страна заедно со Тебе да кажеме бегај од нас сатано во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Надвор од секој еден од нас, надвор од целата заедница, надвор од нашите семејства, се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине. Ние ги отвораме нашите срца и даваме повик до ангелската војска како што му служеа на Исус во пустината, да ни помагаат ангели, помагачи, служители на овој век, за да ја разбереме Твојата волја. И денеска зборувај ни, Господе Исусе Христе, отвори ни го умот да ги разбереме писмата, да ја разбереме Твојата волја, да разбереме што значи да бидеме еден дух, едно тело, една сила, една вечност со Тебе и во Тебе. Продолжуваме од Дела апостолски, од 5 глава, ќе исчитаме еден дел кој ги објаснува односите, што треба да направам да ја примам силата Исусова, што треба да направам јас првен во себе, да се соединам со Исуса Христа, да бидам вистински Негов представник на земјата. Првосвештениците и нивните пријатели садукеи и фарисеи. Значи тоа се црковни старешини, високосвештеници со денови што работат и живеат само од Словото, што го проучуваат Словото, и откако апостолите на Исус Христос исцелија луѓе почнаа да одат по нив, тие ги уапсија апостолите, ги фрлија во затвор. Пазете, значи истото ќе го прават и денес како вие зборувате вистина за Исус. Ако си раскажувате приказни од Библијата, а си живеете по старо, на стариот начин, да не ја брзомаме, ако си живеете телесно, како што сте живеели претходно, сте дознале неколку стихови, ја знаете приказната за Исус, што било, како го фатиле, што рекол, како го родила мајка му, што го родил, кој го родил, а овде пишува дека тој е единороден од таткото. И никој не ви го објаснува што значи тоа, радоста Исусова врз него. Значи ги отвори вратите, ангел ги стави апостолите во затвор, ангел Господов ги отвори вратите од затворот и им рече на апостолите, тоа е секој еден кој ќе тргне да сведочи за Исус, застанете во храмот и проповедајте ја пораката за Исус Христос. Претходно им забранија да зборуваат за Исус и денеска ќе ви бранат. Ако почнете да зборувате за Исус, не за нешто друго, не за нивната вера, не за нивната црква, не за нивната деноминација, не за нивната црквата е на Исус Христос. И сега доаѓаат стражарите са бајле во затворот, не ги наоѓаат апостолите. Пазете сега, затворот е заклучен
и некој им вели тие се во храмот и проповедаат. Повторно праќаат луѓе, кога сте вие во Исус и не се откажувате, бидете сигурни дека ќе ви испрати ангел да ве ослободи од затворот. Ние можеме ова да го разбираме физички на телесно ниво. Во затвор сум јас ако не смеам да сведочам заради нешто. Значи ќе дојде ангел и ќе те ослободи. Но сега повторно свештениците праќаат друга стратегија, не ги фаќаат со сила, ги молат да дојдат во судот. Предходниот пат зборувавме, беа веќе еднаш во суд, мораа да ги ослободат, но им рекоа никако да не зборувате за Исус. Тоа е желбата на сатаната, да не се зборува за Исус, да се слави некој друг, да се оддава слава и чест на друг, на наша вера, наша црква, нивна и наша, поделена, намразена. Љубов нема, го нема Исус, нема сила, не можеш да живееш надприродно. Еве ангел да дојде да те ослободи, значи ангели им служеа, на Исус му служат ангели во пустината. Во пустината е 40 дена, не јаде ништо, бидејќи е послушен, ќе видиме на Таткото Небесен. Значи повторно ги носат на суд и им кажуваат, ви забранивме да зборувате за Исус. Вие повторно зборувате и не тврдите дека ние сме го распнале тој човек. Па дури и лажат. Петар им вели, она што е важно да го разбереме, и од почетокот се држам до тоа. Не слушам јас на луѓе, нема да слушам луѓе, туку го слушам семокниот Бог. Тој им вели, треба да му се покоруваме на Таткото Небесен, а не на луѓето. Вие го убивте Исуса, го распнавте, но Таткото наш го воскресна. Го воздигна како наш водач и спасител, го постави на почесно место од својата десна страна. Тоа значи во заедништво, да не правиш ништо самиот. Тој да ти дава сила и ни го даде Исус за да можат израелците, а понатаму и сите и македонците кои го повика, да се покајат за да им се простат гревовите. Да се покаеш е важен момент, но тоа не е само умствен процес, тоа е длабока промена внатре во себе си. И потоа вели вака, Бог им го дава Светиот Дух на оние што му се послушни. Тоа е мерката кога некој нема дух. Што значи да си му послушен? Па да му се подчиниш, да му дозволиш да управува со тебе, да сакаш да се промениш, да живее во твоето срце и тој да те води. Тие сакаат да ги убијат апостолите повторно. Значи, какви се тие свештеници што убиваат? Во Библијата зборот убива значи човекоубиец е оној што не го љуби братот свој. Тој што не го љуби братот свој е човекоубиец во Прво Јованово. Значи, не треба да го разбираме само како на телесно ниво, на првото ниво на логиката. И се наоѓа еден друг човек воден од духот, израелец, значи почитуван од сите, ги извади апостолите да излезат од собранието и им кажува на израелците. За неколку случаи, некои си Тода мислеле дека е пророк, тргнале по него, го убиле, Тода се разбегале. Другиот Јуда исто така мислеле дека е пророк и спасител, го фатиле, го убиле, се разбегале. И тој им вели вака: оставете ги овие луѓе, пуштете ги, зашто ако целото ова движење е од луѓе потикнато, тоа ќе исчезне и ќе пропадне, како во претходните случаи, но ако се од Бог, Таткото, не можете да ги сопрете и да ги уништите. Пазете да не станете борци против Бог, а овде вели во овој препев да не се впуштите во судир со Бог. Гледате, тој другиот препев сум го читал доста, тој го знам скоро наизуст, а овде добивам и други. Да не се впуштите во судир со Бог, исто ја објаснува ситуацијата, во друго вели да не станете борци против Бог. Ти му се спротивставуваш и излегуваш од законот, тие ги пуштија, но пазете што им направиле предходно. И мудрија ќоте ги натепаа. Христијани тепаат Исусови следбеници, слепи, значи не ги препознаваат, а апостолите се радосни, бидејќи страдаат поради верност кон Исус и секој ден продолжуваат со смелост да го проповедаат Словото Божјо. И ние сега ќе исчитаме еден текст, бидејќи имаме луѓе кои се прв пат, моја и твоја волја, некој од нас ова сме го зборувале, но не е лошо да се повтори. Значи, моја волја и твоја волја, пазете, наша волја,
кој решава во мене, во мојот живот? Чија волја исполнувам? И доаѓаме до моментот чија волја исполнуваше Исус. Значи, пазете, Исус се молеше, го знаеме тоа, да биде волјата Твоја, на Таткото вели, како на небото, така и на земјата, Матеј 6:10, другиот препев, што дискутиравме претходно, вели, нека се извршува Твојата волја овде на земјата, како што се извршува волјата, значи се извршува, да биде и се извршува, тоа е дејство на небото, извршување на Таткова волја во Исус и во секој еден од нас, ако сакаме да бидеме вистински со Него. На едно место се вели да ја разбереме Божијата, односно Татковата волја. Секој треба да ја разбере Татковата волја во сопствениот живот. Што е мојата волја? Да бидам како Каин, да си живеам овде, да си имам семејство и не ме интересира ништо. Тоа е Каин, земјоделецот. И да бидам како Авел, да бидам пастир на стадото, да бидам дел од тоа пастирство, како Авел. И тој го уби Авела, значи Каин не му беше по волјата Божја, на почетокот го има, тешко е, ама не. Тешко е, значи два брата, едниот е Каин, врзан за земјата, од Стариот Завет приказна, тоа се првите две деца на Адам и Ева. Го објаснува принципот. Каин е земјоделец, не му е мил на Господ, врзан е за земјата. Авел е пастир, овчар. Тој е слика на човек што води во името на Исус. Каин го убива Авела. На Бог му беше, на Таткото небесен, мил Авел, бидејќи беше овчар. Значи да ја збереме Божјата волја во секого од нас, дали ние сме како Каин, врзани сме само за земјата, или сме тргнале по Исус да ја извршуваме Татковата волја. Тоа е почетна точка. Без тоа нема христијанство, на следбеништво на Исус. Следбеништво на Исус. Предавање во Негова собственост. Претопување, сето тоа е покајувањето. Да се претопиш од стариот човек. Промена на твојата собственост. Јас знам, јас сакам, јас имам во Негова собственост. Негова припадност. Кому му припаѓаш? Не припаѓаш веќе на земно стадо. Припаѓаш, имаш земни односи, но вистинското семејство ти е Божјо и небесно. Предавање на власт врз мојот живот и исполнување на Неговата волја, тоа значи на целиот имот, и тој ќе ти намножува за Негова слава. И сега доаѓаме до тој момент. Исус треба да пострада за нас, да биде распнат, тој го знае тоа, еве како се однесува тој како пример. Татко, ако е можно да ме одмине ова чаша, но не како што сакам јас, туку како ти што сакаш. Матеј 26:30. Значи да биде како што сака Отецот. Дали јас постапувам така во нешто? Пазете, Исус знаеше дека ќе го распнат и ќе го мачат. Ние за некоја ситна желба се држиме и не попуштаме. Значи татко вели, татко не е Бог, не е Бог, значи пак ќе дојдеме, гледав сега една служба на една деноминација, Бог, еве го дојдеме тој стих што е одредница, кога ќе дојде Духот доаѓа кај тие што му се послушни и покорни, како што читавме овде, ќе вели татко, татко е вистинскиот однос. Бог е некој далечен. Кога ќе дојде Духот ќе вика Ава Оче, и сега доаѓаме до друга состојба, учениците спијат, еден час не може да останат будни, 26:40, Исус им вели, бидете будни, да не бидеме заспани ученици и молете се за да не паднете во искушение. Значи, првата почетна позиција ни е молитва секој ден, помогни ми Господи Исусе Христе, за ова, за се, за да не паднеме во искушение. Кога не се молиш, ќе се соберат тие околу тебе, ќе почнат да ти прават разни состојби од телесниот свет и ќе почнеш да враќаш со лошо. Духот е бодар, ако се молиш постојано и си во врска, го споменуваш Неговото име, но телото е слабо, 26:41. И Исус, значи, пак се моли уште еднаш као другиот препев. Татко мој, брзо имам ден. Оче мој, татко, ако не може да ме одмине оваа чаша, тој е единствен момент кога тој се спротиставува и на крајот кога вели, Боже мој, зошто ме остави? Тој го остави за да знаеме ние одговорот, зошто го остави, за да ни го покаже патот, како што вели претходно. Ве молам, кој се движи, кој има Гордана,
и само исклучете го микрофонот на мјут, ставете го. Значи, зошто ме остави? Го остави за да ни го покаже патот да се покаеме. Некој да плати, да ни покаже што значи да се љуби, да се возлюби. Ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, нека биде волјата Твоја, Матеј 26:42. Друг препев во Гидеон и вели, јас ќе ја исполнам Твојата волја. Ете, тоа е христијанство. Неговата волја, без разлика. Значи, Исус го расплува, некому од нас му недостасува еден дел, нешто, што сум го замислил јас во својот ум. Затоа го имаме тој шлемот на спасението. И во Стариот Завет го најдов. Шлемот на спасението, значи, мислите на Исус да се во тебе. Не ти да мислиш со свој мислиш, тоа што сакаш ти. Јас ќе ја исполнам Твојата волја, му вели Отецот, Исус на Отецот. Дали и јас исто така можам да кажам? Како сака, ние го имаме тоа во македонската народна традиција, како сака Господ, така ќе биде. Нели? Дали исто јас така постапувам или си ја барам по секоја цена својата волја, јас мислам вака и ќе не отстапувам. Одиме сега Марко 14:49. Исус вели откако го фатија на другите, нека се исполнат писмата. Ова е важен елемент да го разбереме. Писмо е Светото писмо, за секој од нас има писмо. Тоа е драмата во која ние сме на земјата. Значи, тој се грижи да се исполнат писмата, тие се запишани по Таткото Небесен. Исус не зборува за себе си, сака да се исполнат писмата. Наједноставен пример за ова ни е Јона. Значи, во Стариот Завет, службеник на Бог, слуга, изморен еден ден, не иќе да оди кај некои ниневејци, како што вели тој, тие се расипани, лоши, лажливци и така натаму, и бега од Господ, односно од писмото. И сега видите, не можеш да избегаш, само ја правиш трагедијата покомплицирана. Се качува на еден брод. Има бура. Од кога гледат дека сите се плашат дека ќе умрат, се молат на нивните богови, тој спие на дното. Можеш да преведеш, Марте? Го наоѓаат и му викаат, абе, тоне спие, што им вели, мојот татко создал се, што има да се плаши? А твојот татко и го фатиле горе. Ајде сега да се молиш на татко ти да престане бурата. Јас ви ја проширувам малку од духот. Тој им вели, јас бегам од мојот татко, затоа има бура. Затоа има бура, так го фатија, марш доле в морето. И бурата сопре. Значи, Јона не ги извршуваше писмата како што вели Исус, потоа го лапна кит и тој седи 3 дена во китот. Тоа е слика. И не се моли, луд седи и чека. Кога свати дека нема да излезе, се моли на својот татко и пак китот го плукнува блиску до брегот на Ниневија. Ете, тоа е тоа. Исус, значи, не зборува од себе си, Духот зборува на Отецот од него и ги врши делата. Ова е важен момент. Кај Исус не вршеше дела од себе си, не вереше јас сум Исус, не знам што. На едно место само му вели на Павле во сонот, јас сум Исус кога го прогонуваш. Оти му вели тој, кој си ти, Господи? Павле паѓа од сонот. Никогаш не викаше јас Исус. Тој велеше, не е моје да правам кој ќе биде од десната, од левата и горе. Таткото решава, тој не решава. Во друг препев се вели, мора да се исполнат запишаните предскажувања за мене 14:49. Затоа е добро да ги имаме двете препеви и други да се споредуваат, некаде се открива суштинското значење, бидејќи телесни луѓе кога го преведувале овој духовен текст, неразбирлив станува на некои места. Во едниот препев фалат стихови, во другиот фалат некои стихови, да се фатите за глава, кои суштински работи. На едно место тој вели таму, тројца се што сведоцат на земјата, Отецот, Синот и Светиот Дух, а овде вели не. Во другиот препев вели, тројца се кои сведочат, тоа се Отецот во Духот и Исус. Сосема друго нешто. И овие мислат дека се тројца личности се расправаат денес. Сосема погрешен препев. Али тоа ќе ви кажува Духот кога ќе дојдете. Значи тоа е слово кое треба да се исполни во секој од нас. Има запишано сценарио и драма. Базичната драма, почетната, која ја играле овде пред да се појави Исус, се нарекува Хиерос Гамос. Татко на небесата оплодува земјата и се раѓа неговиот наследник.
Потоа тоа истото го има дури во Дионисовиот театар и реално доаѓа она Светиот Дух, оплодува земна жена, условно речено, Марија, и се раѓа Исус. Тоа е тој момент на соединување. Небото и земјата ќе преминат, моите зборови нема да преминат, не може да се промени писмото. Суштината е дека ти треба да се промениш. Ти не можеш да го промениш сценариото, да препишеш овде, без разлика дали ќе изфрлиш стихови или ќе ги толкуваш телесно. Ти ќе мора да дојдеш како Јона. Јона на крај им сведочеше на ниневејците, да заврши на приказната, тие се покаја, тој е се уште луд, бидејќи тргна во погрешен правец, па мораше да помине низ вода, низ кит, и додека легна да спие уморен од ниневејците, му се исуши сенката од тиквата. И потоа тој плаче, зошто му се исушила тиквата, сенката. Дрвото рече ми се исуши, зошто плачеш Јона? Па ми се исуши дрвото. Плачеш за дрвото, а не ти е жал за ниневејците, а мене ми велиш зошто се грижам јас за еден праведник и така натаму. Добра приказна. Тој му вели на Бог, луд сум до смрт. Јона, страшни стихови ако ги разбере. Ти кога си луд, ти во смртта си веќе. Ти му се лутиш на Господ, зошто вака, зошто така. Па видете, сценариото, па е најинтересно од се. Кога си ти актер во театар, имаш драма, не велиш зошто овој напишал. Ти, ако си добар актер, односно верник, ти ја играш тоа што е напишано. Ти така ти е и ова е духовна драма, реална, каде што на крајот добиваш живот или смрт. Значи, дали јас ја исполнувам, пак доаѓаме до тој момент, мојата волја, татковата волја, или својата си ја терам сатанската, Филипјаните 2.13, таткото Бог е оној кој прави, тој прави да сакаме, да действуваме и да живееме според неговата волја. За да направи, мораш да му го дадеш срцето, да се всели во тебе, да се откажеш од старата природа. Ете, тоа е покајувањето и тоа не е едноставен процес, само влези во водата и скапи се, или како бебе и сечи ја косата, некој друг место тебе. Никој не може место тебе. Мораш самиот, но не само на лице. Од срце треба, не само на устата, а срцето да е далеку. Мораш да му го дадеш срцето, да се споите во едно. Кога сакаш некој, му го даваш срцето, условно го зборуваме, заедно сте во едно срце. Некој што ти е близок, деца, внуци, партнери, се сакаат и се спојуваат, стануваат едно тело. Затоа и Исус ни зборува дека е тој младоженецот, ние сме невестата, за бидеме вистински едно тело. Ти е жал ако не сте заедно. Значи Бог, уште другиот препев, действува таткото во вас да не направи желни, да сакаме, нели, способни да не направи, да примиме сила, да го работиме тоа што тој го сака, неговата волја 2.13, Гидеоните. Видите, затоа е добро да ги имаме тие препеви. Моја волја, твоја, негова, нејзина или татковата волја. Најпознатата молитва ја читаат, но не ја применуваат. Нека биде твојата волја. И тука е раскрсницата на Исусовиот следбеник. Исус беше послушен, возлюбен до смрт на крст. Рече, ако може да ме одмине оваа чаша, но ја испи чашата. Плати за нас по волјата на Таткото Небесен. И затоа го вели тој стих, Татко мој, зошто ме остави? Не го остави, се остави себе си. Таткото беше во духот и плати за нас, а нам не ни е гајле. Значи, прави и ти така, дали јас така правам? И сега тие се оние што го распнуваат, во наводници спасени, крстени, новородени, го знаат Словото, апостолска црква. Кој го спознал умот Господов? Го знаеш Словото. Кој го спознал умот Господов? Па да му кажеш нешто и да го знаеш, и си живеат, си тераат по своја собствена волја. Нема такво христијанство. Не е тоа еден дух, едно тело со Исус и Отецот. Тоа е духот на овој свет. Ти си живееш по твојата волја и со устата исповедуваш, а со срцето си далеку негде во овој телесен свет, во оваа долина на сенка смртна, паднат грешен свет, и со својата волја ти одиш кон смртта. Ти си како Јона што велиш, луд сум до смрт, бидејќи штом не си му го предал срцето, штом не те допрела љубовта на Исус која ќе го распламти,
Твојот дух и ти ќе бидеш друг човек ќе препознаваат луѓето. Мир, љубов, трпение, ќе има промени и сила како кај апостолите. Но не ти како што сакаш. Тој ќе ти каже, оди кај тој човек и направи тоа. А ти сакаш ти да правиш, ти да исцелуваш, ти да проповедаш, ти да бидеш над сите, ти си првата црква, другите не чина. Нема такви. Заедницата е на Исус и кога тој движи, вие ако сте се разбудиле, сеќавате дека има некаква промена. Дека има промена во вас, дека не сте веќе истите и старите. Тоа е суштината. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што слегуваш во овој дом и во целата заедница, што Твојот дух исцелува, исчистува, разбудува и ние сега велиме сите заедно, не за сатаната и смртта. Да, за Исус во нашите животи. Бегај од нас, сатана, во името Исусово. Не враќај се повеќе. Надвор од нашите семејства, надвор од нашите животи, надвор од нашите заедници. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Остануваме и го повикуваме Твоето име, да дојдеш и да живееш и да ни ставиш белег на челото за денот на воскресението и да го напишеш Твоето име во нашите срца. А сега ќе Те славиме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што и вечерва и за секогаш остануваш со нас, во нас и согласни сме за исцелување на секој еден од нас, за нашите тела и души, исцелување на било која болка, од секое демонско влијание. Примаме исцелување во името на Господ Исус Христос. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Амин. Ајде првата. Ќе фатиме молитви. Христе Боже? Да. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даш сила, љубов, мир и победа во се, и со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене, и со радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса и мало стадо возлюбено. На колена пред Исуса ти мало стадо Исусово за секогаш. Исусе, за секого. Исусе, на секаде. Исусе, за секогаш. Исусе. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даш сила, љубов, мир и победа во се, и со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. И со радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса ти мало стадо возлюбено. На колена пред Исуса Исусово
se cade